Во локалната библиотека Гоце Делчев денеска беше промовирана електронската едиција на делата, кои низ годините наназад беа наградени со високото Рациново признание. Оваа електронска едиција ја подготви библиотеката Браќа Миладиновци од Скопје, а истата денеска и беше предадена на Велешката библиотека. Ова е труд, речиси 10-месечен на библиотеката Браќа Миладиновци, посебно на одделот за дигитализација. Сите книги се сега достапни во електронска форма, достапни се разбира во целиот библиотечен систем и кај нас и во светот. Со тоа придонесуваме ова златна збирка на македонската проза, би рекол, сите носители на Рациновото признание од постоењето на манифестацијата до денес, да можат да бидат ползувани брзо, ефектно и за да ги задоволат потребите на сите иследувачи на литературата, на сите љубители на литературата, на самите автори, на носителите на правата на тие дела, и се надеваме дека ова е уште еден убав придонес од градската библиотека, кој што и го подаруваме исто така како пакет изданија и на градската библиотека во Велес и на градот Велес. Наградените дела на читателската публика во Велес од денеска ќе бидат достапни и во електронска форма. Директорот на локалната библиотека изрази благодарност и задоволство што читателите ќе имаат можност да се запознаат со делата добитници на Рациновото признание и на овој начин. Оваа електронска едиција е еден вид чекор понатаму во приближувањето на книгата кон читателите. Знаеме дека со новото време луѓето покрај книгата во нејзината есенцијална форма имаат опција да ја конзумираат книгата и во електронска форма, и на некој начин со дигитализирањето на овие книги се прави уште една можност да се доближи книгата до читателите. Навистина сме почестени што градската библиотека Браќа Миладиновци, кој што ја дигитализира оваа едиција, на 51-те Рацинови средби по промовирањето на оваа едиција во рамки на Рациновите средби, направи еден благороден гест и ние подарија практично целата едиција односно по еден примерок од дигиталната едиција да имаме во Велешката библиотека. Библиотеката Браќа Миладиновци во изминатиот период ја издаде електронската едиција дела добитници на наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата, а во подготовка е електронска едиција на дела добитници на годишната награда Роман на годината. Во локалната библиотека денеска во рамки на Рациновите средби се одржа и симпозиум на тема Рацин и вистината, која според излагачите представува голема провокација. Професор доктор Кристина Николова смета дека Рацин преку својата идеологија, како поет, мислител, револуционер, ја допира вистината и истата ја испраќа во вид на порака преку своето творештво. И во поезијата, и во прозата, и во опусот критички и публицистичкиот опус негов, и во сите размислувања, и во се што действува тој како културен деец, како општествен револуционер, тој многу точки ја допира. Кај него прашањето е филозофски концепт, многу јасна е неговата визија во таа смисла, но сметаме дека е интересно, дека може уште многу да се дорече, бидејќи Рацин многу повеќе разговара со иднината отколку што бил сватен во своето време. Иднината всушност сме ние, значи поколенијата кои што го наследуваат неговите визии, меѓутоа тој разговара со иднината преку творештвото, преку идеите, преку пораките, и така нам ни е жив и близок. Самите читатели, смета Николова, успеваат да стигнат до вистината на Рацин. Критиката според учесниците на симпозиумот досега неколку пати се изјаснила на оваа тема, но никогаш директно, па денешните излагања велат се само начин за доискажување и доближување до публиката на Рациновата вистина.